јас сум моментално во Битола. Значи јас сум моментално Битола. Излегавме со едни другарчиња и сега тие мои другарчиња ми јавија дека немало полиција за враќање. Јас видих немам возачка. И сега тука јас треба да застанам. Фактички, ако има возила нема. Тие не заприметиле полиција. Ама истото и ниде не ми го кажа дека не заприметиле полиција. И пак имаше полиција, ама не ме застана мене таа полиција. Чекај, за светлата ми блендира ова или зашо? Полиција? Брат! Бај! Кај да одам, пичко, мате? Некако од ова страна. Нема. Добро, вие не блендират. Тоа го значи дека нема. Леле, црвена и... Не знам кај да одам. Брат, страв колку ми е. Нема никај да му избегаш, човек. И да има, брат. Не знам, нема кај да му избегаш. Пичко, матере. Се. Добро, зелено, верам го погодивме. Ако има населска, тогаш јас го јадов бруто. Нема. Нема. Добро, нема. Они ондеш им блендираја ми сплашија се, например, мене. Сега мене ми е страх. Сега мене ми е страх. Ево, не се четирита, која полиција кој има застаната. Сега, брат, од Оризари јас се пикам и се сива и нема застанување. Тоа е Gold Market. Како е дека нема полиција на вака на Оризари. Ама ако има полиција на вака на Оризари, Африганец вози, брат. Вози. Се све. И на раквиците не си ги клал, петареј, и на раквиците не си ги клал. Сето е хаос. Видя се на светлото да не вакјарвам зверот. На моторот треба скроз да му југасам светлата и да му си спикам негде. И моторот скроз да му југасам около полиција. Ова разкружен овде. Ете го Фриѓането, знае кај што е полиција после овоите. Не се онакво, не му ја мисли. Сакам да застанам негде да си глам на раквиците, ладно ми е. А не знам каде. Да ја заминам опасната зона од полиција. Ете го Фриѓането, во мојата сили. Во Фриѓането јас ке го ќорам, ама не гледам ништо, брат. Најозбилно, зашто оке ништо не ми свети ова. Извини, брат. Овде вака иначе стоеше полицијата, на идење ко бев. Севам до кај петлето и си гледам на раквиците, оти ми помрзна рацете. Да не му свети на овој во очи, му ги угасна светлата, ама оди, значи терај, брат, пред мене, оти си ги угасна светлата, јас ништо не гледам, брат. Ја ништо не пулим, значи. Ти си ми и очи и се, брат. Да не одите могила се до влезо кај надвожњакот, ќе ве научи Петар на едно друго поскриено патче, што можете да го земите за ако има некојаш полиција, ако ви јават дека има полиција нешто, за да можете по тоа патче вие да си одите. Али Чичо Петар тој ќе ви го кажи од кога ќе си ги стави неговите руковици. Да тебам засилен па братов? Добро, ништо не гледам јас така. Сега може ка ќорам некој, али нема везе. Вака нека стоит моторот. А почна да магли. Нема везе. Вака вие мора да си носите на раквици, бидејќи е многу ладно, иако овие на раквици не се наменети за ова, јас сепак си ги носам овие, бидејќи имат убав грип. И сега вака ќе ставиме и другата руковица на раквица, како и да ја велите вие. Јас ја викам на раквица, али може некој друг има некој друг начин како е вика. Пета. И сега се силиме
долгите светла нема да ги угасниме, за да не знаат каде се наоѓаме овие наши возила со возила. После велат не терал моторов. После велат не терал моторов. После велат не терал моторов. Охо, пукна моторов. Бидејќи на брзина отпуштив јас туражата, што не знам колку е здраво. Заборев дека не треба на брзина да се отпушти туражата. И моторов пукна. Ама не знам шо пукна. Трга иначе се прима некако. Се овде вака ние ќе поднамалиме. Ќе си дајме жмигавец. Оти светлово не пара некако ми светит. Кола за нас нема. Тука негде беше бе, еве го. Значи до толку човек лошо ми е светлото. Ова е малце подолг пат, но ако има полиција, има железничка, али да гебам 12 сата на вечер. Охо, ништо не се гледа така. Да ти гледам песо! Пичка ти стопанкина, цела мечка, брат! Ти знаеш што е цела мечка, брат? Бој! Свеста ми ја зеде, брат. Не мислам дека се виде на камера, ама брат, цела мечка беше. Овде може да зачекаме се некоја кола, каде што дечината си вршат љубовни активности. Може да се зачека такво возило овде, по овој пат, каде што дечината си вршат љубовни активности. За тие што сваќат, за тие што не сваќат. Мали сте ако не сваќате. Исто така, друг совет од Чичко Мотоперо. Земете си возачка за да возите без никакви стравови и за да немате никакви проблеми, за да не мора по вакви патчиња да бегате од полиција и за да не мора... Шо имат, брат, на патов? Не, овде беше. Не беше баш овде. Овде негде беше. Ете го, брат. Не се гледа нешто многу на камера, како што мислите вие, ама толку пати сум го возел овој пат со камион што има многу помалце светла од овој мој мотор и што нема кочници, тој истиот камион. Сум го возел ова патче и заради тоа јас го знам овој пат прилично добро. Се не може да се речи дека го знам 100% ова патче. Брат, кало ќе се направи. Вреди калови да се направи, можно е да има полиција онде. Оние колите, баш кој идев, ми заличе дека ми блендира, ќе видам на снимката, не знам дали ми блендираше. Ми заличе, ништо не се... Капката јака ја фрлиле, ова кривинче беше. Опа, овде дупката голема. Тешки клаваат цевките. И така велам, ми заличе кој да ми блендира и затоа не поидов од таа страна, сраф ме фате, другиот не ми блендираше, ама во тој момент мислам дека ми бе пуштени долгите, или ми бе пуштени долгите, или не ми бе воопшто пуштени светлата. Можно е долгите да го манале во очи да ми блендирал за да ги угаснам долгите, исто така можно е да не ми беа пуштени светлата за да ги пуштам светлата. Но исто така има и трета можност, што значи може да има полиција, што направив добро јас што свртив од населска што си одидов, за да не ме фати мене полицијата. И тоа е некаква си можност и јас оскавав од силење со трета. Но тие се некакви интересни можности што јас ги замислувам и не сум сигурен за ними. Но јас можам вас да ви дадам совет, дечиња мили мои. Земајте возачка за мотор и не си играјте играчки вака ко мене. За да можете да си возите комотно и без стравови. Ако има некој што вози мотори и што прави онака групно возење, за да се возиме во група, дајжи ти све најмило пишете ми, брат, на Мотоперо на Инстаграм. Пишете ми, брат, значи да ви се придружиме онака групно, да имаме да се возиме. Ако се возиме групно, знаеш, поголема група, ако се собериме на луѓе,
нема да не застани полиција. Која сила ќе не застани 30 на души моторџи, брат? Која сила ќе не застани 30 души моторџи? Те молам ти мене тоа кажи ми го, дали ќе има некоја сила што ќе може нас да не застани, бе, брат? Нема да има таква сила полициска. Само сите да имаме берем 125 кубици мотори, за да можеме сите да си возиме, знаеш, слично. Ако има некој, пишете ми, ве замолувам, јас сум за да направиме такво райдаут, онака, како почетник јутјубер, знаеш, немам силата за да направам јас еден таков райдаут, но знам други јутјубери, што и тиктокери, што се мотори, што имаат доволно следбеници, што имаат та сила, да можеме, брат, да се собериме повеќе души. Значи, ве замолувам сите што ќе го видат ова видео, пишете ми на Инстаграм, речете имам мотор, слободен сум, например, во недела. Еве, во недела би требало сите да сме слободни. Другата недела ќе се собериме повеќе души и ќе земиме, ќе се возиме. Еве, јас веќе можам да соберам тројца, четворица души, јас можам да соберам. Со се мене, 5 души ќе бидиме. И ќе се собериме сите заедно и ќе воиме на вожња, брат. Значи, тоа јас мислам дека е многу добра идеја, да застанеме и да сјуиме да се повозиме во група и да има, брат, полиција, да сака да не спречи, не може да не спречи, имаме сила во бројка, брат, во голема бројка сме, нема да можеш да не спречи полицијата. Знаеш, во Америка како прават, ќе се насоберат 30 моторџи и се воза и која сила ќе ги запри? Извини? Која сила ќе ги запри ними? Па брато ми свири, брат, пушти 2 прсти долу, баго. Иначе јако моторче има. Значи, пишете ми сите шо се за. Да направиме райдаут, да земиме да се повозиме сите со моторите. Значи, Мотоперо или на TikTok, пишете ми, на TikTok не сум многу активен. Ама на Инстаграм, брат, пишете ми, поактивен сум, пишете ми, брат, на Инстаграм, ќе се собериме повеќе души, ќе застаниме, ќе се возиме. Ме стигна, ете го зверо. Ете го, сврте, ете го, иди зад мене. Сега ќе ме претица. Сега ќе сака да ме претица до мене. Бо, брат, шо се дешава моторџи, еј? Бо, еј, на едно, ајде, брат. Шо сторе, брат, ја рајдауто да не го љуфнав? Јас рајдауто, брат, го имам љуфнато. Скапо цилење, бој. Ето го ми свири, вртам. Кај се собра толку моторџи, бе, брат? Мене ќе ме победваш, а? Од двајца се каториле на мотора, бе, брзинско, брат. Кај се најдове толку моторџи, брат, не ги очекувам. Немам батерија на камерата, мора дома да бегам. И во денешното видео, дечки, бевме до Битола, се вративме од Битола со големи стравови за дека ќе има полиција, но не фате полиција. Исто така бевме нападнати од кучиња. Зборувавме за дека треба да се направи нов рајдаут. Ако сака некој да ми се придружи на овој рајдаут, ве замолувам да ми пишите на Инстаграм и да ме рајдаут. Фала многу, гледам во следното. Чао.